Почитувани новинари, изборот на овие парламентарни избори е правењето разлика помеѓу празни и нереални ветувања на СДСМ и програмата на ВМРО-ДПМН и нашата коалиција, за која е проверено дека во континуитет граѓаните ќе можат да видат резултати и остварување на ветеното. Нашата програма е направена со конкретни рокови, буџет и носител на самиот проект. За разлика од другата програма, каде што нема ставено буџет, ниту рок на извршување на работите. Во мандатите за нас реализиравме огромен број на инфраструктурни проекти. Нашите градови и села добија доста нови инфраструктурни проекти. И затоа е видлива подобрената инфраструктура, како падната, така и комуналната. Во меѓувреме работиме и на капитални инфраструктурни проекти во оваа сфера, со најголеми инвестиции досега во историјата на нашата земја. И тоа во делот на патната, железничката, комуналната и енергетската инфраструктура. Како никогаш порано, паралелно се градат 3 автопатишта во нашата земја. Се градат 30 водоводни и канализациони системи во Република Македонија. Се гради пругата кон Бугарија. Никогаш претходно немало вака голем број на инвестиции во делот на инфраструктурата. Овие капитални инвестиции предонесуваат ко подобар економски развој, зголемување на животниот стандард, но исто така нови вработувања. Само за 3 автопатишта пред некој ден имаше оглас за 1616 нови вработувања во Република Македонија. Нашата цел е Република Македонија да биде земја со добра инфраструктура, давајќи дополнителен импулс за развојот на нашата земја, за подобра бизнис клима и привлекување на нови инвестиции. Токму затоа, дозволете ми денес накратко да ви ги представам бројните проекти од нашата програма во периодот 2014-2018 година, кои ги ветуваме пред граѓаните на Република Македонија. Како никогаш досега се планираат големи инвестиции во делот на патната, железничката, комуналната и енергетската инфраструктура. Во делот на патната инфраструктура ветуваме дека ќе ја завршиме изградбата на 3 автопатски делници во Република Македонија кои се веќе отпочнати. Автопатската делница Демиркапија Смоквица во должина од 28,2 км, Скопје Штип во должина од 47 км и Кичев Охрид во должина од 57 км. Овие автопати се веќе започнати и согласно програмата има точно утврдени рокови кога истите ќе завршат. Потоа, изградба на автопатот од Требениште до Струга, кој исто така дел од нашата програма, а оваа делница е дел од коридорот 8. Дополнително нова, владата на Република Македонија и ната влада на ВМРО-ДПМН ќе направи максимални напори по пат на приватно партнерство да се изнајде инвеститор за изградба на уште 2 автопатски делници. Тоа е од Гостивар до Кичево и од Скопје до Блаци. Како што знаете, целокупната документација во фаза на припрема. Исто така, предвидено е рехабилитација, доизградба, надградба или проширување на 30 патни правци во нашата земја. Автопатот Велес-Катланово продолжување на проектот кој веќе го завршив, а потоа и рехабилитација на автопатот од Катланово до Велес. Значи, оваа година треба започнеме со реконструкција на автопатот од Катланово до Велес. Рехабилитација на автопатите Смоквица Гевгелија, Неготино Демиркапе и Куманово Милодиновци. Потоа патиштата Битола Буково, Ново село Маврово Жировница, Делчево Голак, Мокрино Смолари, Нов Дојран Николич, Мелнички мост Центар Жупа, Пробишти Пониква, Лажани Црнилишти преку Ропотово, Кривогаштани Обршани Воѓани, Тетово Пиро Гостивар, Попчево Рич, Карбинци Виница преку Зрновци, многу значен пат за источниот дел од Република Македонија. Рехабилитација на делот патниот правец Кавадарци Неготино, Пробиштип Штип, Струмица Ново село граница со Бугарија,
Тетово, Гостивар, преку Брвеница и Чегране. До изградба и завршување на регионалниот пат Скопје-Сончев град. Рехабилитација на Липково-Рачиново, завршување. Македонска каменица Делчево, Кичево-Дебар, како и изградба на патишта во Чучер-Сандево, Брајчино и патот до Могорче. Потоа Клучката Брвеница, која ќе започне со изградба овие денови. И патот Штип-Кочани, кој ќе биде проширен до ниво на експресен пат. Сите овие патишта се дел од нашата програма. За сите овие патишта има конкретен рок, извор на финансирање и проектиран буџет. Бејќи сите овие патишта долго се припремани во Министерството за транспорт и врски во Агенцијата за патишта. Освен тоа, предвидуваме изградба на повеќе експресни патишта во нашата земја. Тоа е патот од Охрид до Пештани, многу значаен пат за развој на туризмот во нашата земја, од Штип до Радовиш, од Велес до Штип и патот Градско до Прилеп. Дополнително ќе се инвестира во уште еден експресен пат, тоа е патот делница од Куманово до бугарска граница, односно од Рамковце до Крива Паланка. Нашата програма содржи изградба и на сосема нови патни правци на делницата Тораница-Саса, со што ќе се скрати патувањето од еден до друг град во Источна Македонија, односно овај пат кој ќе ги поврзува Крива Паланка до Македонска каменица, од Коњук до Белјаковце, кај што ќе се скрати патувањето од Кратово до Куманово, од Старо Коњарево до Ново Коњарево. Ова е многу значајно за тој регион од истокот, за да се скрати патувањето до Република Бугарија. Опај Беланове Станчиш, битен пат за патување на сите оние што сакаат да патуваат до Косово. Клучка, Смилковци на обиколницата од Скопје. Потоа пат до граничниот премин Црцорија Голеш, изградба на пристапен пат за откупниот центар Макази во Ресен. Овај пат во Макази во Ресен веќе започна со изградба и ќе се реализира во текот на оваа година. Во меѓувреме, предвидено и продолжување на исклучително успешен проект за изградба на локалните патишта. Голем број на локални патишта беа изградени во последните 3 години. Продолжуваме со овој проект кој треба да заврши во 2015 година. Во текот на 2014 година се планира изградба на 122 локални патишта со вкупна должина од 200 км, а исто така со овој проект ќе продолжиме во 2015 година. Исто така ќе завршиме и со проектот за зајакнување на мостовите на коридорот 10, проект кој е во тек. Освен подобрување на патната инфраструктура, предвидуваме голем број на мерки, политики за поефикасен транспорт, како што изградба на логистички центар на граничен премин преку јавно-приватно партнерство, потоа имплементација на интелигентен транспортен систем, електронско поврзување помеѓу Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за патишта и Министерството за внатрешни работи за да олесниме процедурата на сите оние компании и граѓани кои вадат дозволи, а треба мислење од повеќе институции, тоа ќе се прави електронски и тоа ќе го прават институциите без граѓаните додат од шалтер до шалтер. Значи во нашата програма покрај проекти имаме голем број на политики кои ќе го лесниме постапката на издавање на одобренија, лиценци и така натаму. Тоа беше во делот на патната инфраструктура. Во делот на железничката инфраструктура, наш најголем приоритет е изградба на пругата кон Бугарија. Нашата цел е Македонија да има железничко поврзување со Република Бугарија до 2022 година. Започнавме со изградба на првата делница, во програмата има точно наведено рокови кога треба да започнат и останатите делници. Покрај тоа, во железничкиот транспорт ќе се добие нов возен парк со 6 модерни патнички гарнитури, реконструкција на локомотиви и 150 товарни вагони. Овој проект е во тек и очекуваме во наредните 2 години целосно да заврши обновата на возниот парк на акционерско друштво Транспорт. Ќе продолжиме и со реконструкција на коридорот 10, но исто така значаен проект во делот на железничката инфраструктура е изградба и реконструкција на пругата од Битоло до Кременица со крак кон индустриската зона Жабени. Во текот на овој месец веќе ќе има јавен повик за компаниите кои треба да достават понуди. Со ова многу поатрактивна ќе направиме зоната во Жабени, а исто така ќе имаме уште еден дополнителен начин за превоз на стоки кон Грција. Потоа
Ќе реконструираме 10 железнички станици, вклучително и железничката станица во Скопје, која ќе биде 11-та. Многу значајно исто така и инвестицијата во комуналната инфраструктура. Со обезбедувањето на 50 милиони евра за подобрување на комуналната инфраструктура во сите општини во Република Македонија, драстично се подобри инфраструктурата во општините во нашата земја. Очекуваме дека во наредните 4 години овие средства целосно ќе бидат потрошени, со што ќе се инвестираат во стотици проекти битни за руралниот развој на нашата земја. Еден од значајните сегменти во делот на инфраструктурата е домувањето, во делот на транспортот и врски. Ќе продолжиме со реализација за изградба на социјални станови за социјално ранливи групи на територијата на Република Македонија, но исто така ќе се продолжи со изградба на станови за млади брачни парови, за лица со посебни потреби, самохрани родители и деца без родители. Потоа, во нашата програма, проект кој долго се бара од граѓаните, а е продолжување од првата фаза, тоа е изградба на жичницата од Капиштец до Средно Водно, кој ќе се надоврзе на веќе постоечката мрежа и со тоа ќе возможиме патување на граѓаните не само на Скопје, туку на цела Македонија, од Капиштец да патуваат до Милениумскиот крст со жицница. Исто така ќе продолжиме со реализација на проектот за изградба на пешачки патеки и осветлување на истите на Водојран, Маврово, Берово, но исто така и во Преспанско и Охридско езеро. Ќе продолжиме и со проектот за уредување на плажите на Дојранско и Преспанско, но сега и Охридско езеро. Со ова сакаме да ја збогатиме понудата во делот на туризмот и да имаме атрактивни плажи и патеки за како за домашните, така и за странските туристи. Има уште голем број на проекти, како што напоменав, делот транспорт, делот инфраструктурата е најобемен или еден од најобемните во новата програма, но ова е само еден мал дел на проекти кои денес ги презентирав. И уште еднаш ќе напоменам, за сите проекти има конкретни рокови, во најголем дел има проектирана вредност, многу сериозно е работено новаа програма и ние нудиме програма, но зад оваа програма стојат голем број на проекти кои се реализирани во делот на инфраструктурата последните години. Затоа, на крајот сакам да ги охрабрам сите да ја прочитаат оваа програма и да направат разлика врз база на искуството од изминатите години, односно на денот на изборите, да одберат продолжување на развојот и подобрување на стандардот преку проектите кои ги нуди ВМРО ДПМН. Благодарам. Повелете. Имате бројка колку ќе изнесуваат инвестициите во објектот на инфраструктурата? Значи, во секој сегмент има, секој еден проект има точна сума, бидејќи најголем дел од проектите се или се проектирани или се во фаза на проектирање, точните суми ќе ги знаеме од кога ќе се склучат договорите. Но секако се неколку милиарди евра, земајќи во предвид дека само во трите автопатишта плюс еден струга трбениште, е приближно до 1 милиарда евра. Значи, за секој проект има точно наведено суми. Значи, пишуваме точен извор од каде ќе се финансираме, што ќе оди преку банките, се пишува од која банка, бидејќи веќе имаме започнато преговори, што ќе оди преку јавно-приватно партнерство, точно пишува дека ќе оди јавно-приватно партнерство, тоа што е започнато и зашто имам склучени договори, во програмата се точно наведени сумите до евро. Најголемо програмата, например, за воделот на инфраструктура, тоа е програмата на што е нуди ВМРО ДПМН, а споредете колку страници има во програмата на СДСМ, нема повеќе од 2 страни.